Во издание на издавачката куќа Академски печат од Скопје излегоа од печат двете најнови книги на кочанецот Јордан Јорданов Јоцето под наслов Години незаборавни и меѓу постоењето и спомените. Книгите во присуство на роднини, пријатели, соученици и блиски на Јорданов беа промовирани во просториите на Сдруженијето на пензионерите од Кочани. Обезбедува услови и требува во сусрет на наш кочанчанец, ценен кочанчанец, мој личен пријател и на вас веројатно, неговата желба да е направила промоција по Кочани, јас се сватив како еден голем локал патриот кочанец и за тоа му честитам и затоа ние од Сдруженијето наградуваме го со тоа што му помогнува да ова промоција се организира да биде тука. За најновите книги на Јордан Јорданов зборуваше промоторот Мишо Китановски, истакнат новинар и публицист кој за делата на Јорданов вели. Тој е сведок на многу интересни, многу преломни и многу значајни периоди во нашата историја, а посебно на животот и постоењето на градот Кочани. Неговите последни 3 книги изобилуваат со повеќе од 100 имиња и презимиња и со исто толку и уште повеќе настани кои допрва ќе треба да се проучуваат, продлабочуваат и задолжително да влезат во идната хроника на градот Кочани. Прво и најважно, Јордан Јорданов го служи прекрасно сеќавањето и затоа неговите прилози објавени во овие 3 книги се многу значајни и многу интересни не само за градот Кочани, туку и пошироко за македонската културна историја, за македонската историографија и за македонската публицистика. Видно возбуден од настанот за кој дојдоа голем број негови роднини и пријатели, Јорданов за телевизија Кочани ни изјави. Книгата меѓу постоењето и сеќавањето е семејно дрво. Семејството е од Кочани и Кочанско и во рамките на тоа промоцијата мора да биде во Кочани. Другата книга исто е врзана делумно, Години незаборавни. Оти и у едната и у другата книга од детството до пензионирање и пензиските денови се опатени како записи за минатото. Телевизија Кочани подготви репортажа за овој несекојдневен настан во кој Јордан Јорданов, инаку по професија пуковник во пензија, се сеќава на неговото родно Кочани, на луѓето и на настаните во него. Репортажата ќе биде емитувана утре, вторник во 20